Добро утро, почитувани гледачи. Ви посакувам добре дојде во новото издание на емисијата Фактор здравје. Темата за која утрово ќе зборуваме е диспепсија или состојба со симптоми на лошо или нарушено варење на храната. Не е живото загрозувачка состојба, но во секој случај во многу може да го наруши квалитетот на вашето секојдневие. Доколку имате и препознаете некои од симптомите за кои во текот на емисијата ќе споменеме, што побрзо посетете лекар да се направат потребните исследувања, да се види што ќе се дијагностицира и соодветно на тоа да се примени и третманот кој што ќе ви помогне и ќе ви ја олесни состојбата. На тема диспепсија утрово разговараме со доктор Билјана Ѓоргиевска, гастроентерохепатолог од поликлиниката ДМЕД Медикал. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Така, што е, доктор Билјана, диспепсија или лошо варење на храната? Ајде, така ќе ни стане поблиску и појасно. Тоа е точно. Диспепсијата представува лошо варење на храната, кое што представува состојба следена со болки во стомакот и нелагодност во горниот дел на стомакот. Доаѓа зборот од грчкиот збор дис, што значи лошо, и пепсија варење. Диспепсијата може да бидат два типа, функционална и органска диспепсија. Почесто е функционалната диспепсија. Пациентите обично имаат болки во лажичката, може да имаат надоен стомак, да имаат чувство на рана ситост после јадење, да имаат киселини нагоре, значи да им се враќаат киселини во грлото, како и да имаат чувство, значи на недоволно варење. Горење, печење, така нешто во пределот на горење, желудникот. жарење зад градната коска. Така, да. Многобројни симптоми. Многу од нас ќе се препознаат така во текот на денот, дали после оброкот или пак на гладно наутро кога ќе станеме. Меѓутоа многу е важно така навреме да побараме и помош. Ќе погледнеме блок реклами па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Следете не до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање за секако да добиете одговор односно совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со доктор Билјана Ѓоргиевска, гастроентерохепатолог од поликлиниката ДМЕД Медикал, зборуваме за диспепсија или лошо отежнато варење на храната. Колку е честа како ваква состојба, доктор Билјана, кај популацијата и дали има влијание или значење на која возраст најчесто би се јавила? Оваа состојба е доста честа. Како расте возраста, така се јавуваат и почесто симптомите на диспепсија. Може да се јават, значи, најчесто кај лица над 30 годишна возраст, но неретко се јавуваат и кај деца и кај адолесценти. Сега, како расте возраста, така симптомите ќе бидат поизразени и потешки. Зошто ни е важна возраста? Затоа што имаме одредени исследувања кои што ги правиме повеќе на помлада возраст, други ги правиме кај повозрастните. Например, кај луѓе под 55 години, доколку имаат симптоми на диспепсија, секогаш првично испитуваме дали има инфекција со Helicobacter pylori, додека кај тие над 55 години, најчесто зад симптомите на диспепсија може да се крие некое органско заболување, кој што секако сакаме да го откриеме и навреме да го лекуваме, односно да има превенција навреме самиот пациент. Кај мажите за нијанса може да има почесто диспепсија, тоа е спрема студиите, затоа што докажано е дека 1:2 до 1:5 во однос на жените, кај мажите имаат почесто инфекција со Helicobacter, па така тие предначат во однос на жените. Така да, и можеби и во начинот на исхрана, така помасната, потешка храна, нели? Повеќе веројатно тие ја конзумираат. Заради што може да се јави диспепсија? Постојат повеќе причините познати ли се или кај ова, како ја кажавте, поделбата кај органската, така веќе се познати дека потекнува од одреден проблем, а кај оваа функционалната едноставно може да се појави, да се повлече, па пак да се појавува од непознати причини. Точно. Постојат повеќе фактори кои што може да доведат до диспепсија. Првенствено начинот на живот, значи самиот брз начин на живот, невнимавањето во внесувањето на храна, каков тип на храна јадеме, дали е таа мрсна, пржена храна. Потоа внесување на алкохол, пушењето, кофеинот исто така може да допринесе да се јават вакви симптоми. Постојат
Значи и други причини како преголемо внесување на таблети. Најчесто тоа се таблетите против болки. Нестероидните антиреуматици може да доведат до појава на диспепсија. Тие луѓе кои што примаат кортикостероиди, исто така, преголема значи внес на антибиотици, неконтролирано внес на антибиотици, значи лековите исто доведуваат. Инфекцијата со хеликобактер може да биде причина да се појават овие симптоми. Кај одредени луѓе може да има и нарушена релаксација на самиот желудник. Тоа се вика состојба на гастропареза, каде што самиот желудник нема можност навреме да се релаксира и таа храна која што ќе дојде од хранопроводот во желудникот ќе треба да се спроведе во тенкото црево. Кај овие луѓе таа релаксација е нарушена и останува подолго време храната во желудникот, што ќе доведе кај тие луѓе чувство на рана ситост и тежина во горниот дел на стомакот. Самото тоа што ќе се задржува храната во желудникот ќе доведе таму да почнат да се развиваат бактерии, кои што бактерии од друга страна па ќе доведат до подувување на стомакот, ќе доведат до други симптоми. Може одредени состојби на интолеранција на храна, како на пример кај целијаките, кај тие луѓе имаат интолеранција на глутен. И кога ќе внесат и помала количина и минимална количина на глутен, може да се јават симптоми на диспепсија, исто пратени со подувување на стомакот, нелагодност. Воспаление на цревата прави тоа? Така, да, тоа е воспаление на цревата доведува. Потоа може да доведе и висцералната хиперсензитивност, односно одредени број на луѓе имаат поосетлив нервен систем. Така да секој стрес, нарушување на емоционалната состојба, може да ја активира таа оска од мозокот до желудникот и да доведе до симптоми на диспепсија. Значи стресот е важен фактор за да се појават овие симптоми покрај нели храната и начинот на живот. Затоа и со мозокот и со нервите поврзани се овие состојби, нели некои после доживеан стрес или друга емоционална состојба, така може да се појави диареја или пак нели итност за празнење на цревата. Имаме гледач на линија да го слушнеме прашањето, па ќе продолжиме понатаму. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Прашањето мое е: јас сум жена на возраст од 70 години, но повеќе пати наназад чувствувам болка околу папукот во стомакот. Имам редовна столица, бев на гастро, докторката ми рече дека требало да се направи колоноскопија, а имам и чести гасови. Пијам сега пробиотик, месец и пол колку. Гасовите се поднамалија, но пак ги има. Прашањево ми е дали, и закажав колоноскопија во август со анестезија. Дали е тоа лош преглед, дали остава последица колоноскопијата, некако се двоумам дали да го правам тој преглед, мада болката во стомакот околу папукот, докторката ми рече, се сомнева дека е од гасовите. Сега прашањево ми е колоноскопијата, во дилема сум, дали да го правам дилема кај многумина, ете, убаво прашање поставивте, да. Веќе имам закажано за во август со анестезија. Така. А дали претходно имате направено некое друго испитување или? Не, немам ништо направено. Добро. Еве сега ќе слушнете. Така. Кога станува збор за колоноскопијата, така многумина можеби се двоумат, ама ако лекарот препорачал, треба да се направи. Така. Колоноскопијата е ендоскопска процедура која што се прави со флексибилен апарат, колоноскоп. Тоа е флексибилно црево кој што на крајот завршува со камера. Сликите од внатрешноста на цревото директно се гледаат на екран. Тоа е единствениот метод за да се види целото дебело црево. Самата возраст на пациентката е индикација за колоноскопија и симптомите што ги има. Сегашните препораки се дека сите лица со направени 50 години треба да си имаме направено колоноскопија. Ако е колоноскопијата во ред, наредна колоноскопија за 10 години. Значи, потребно е да се прават скрининзи.
возраста и симптомите се индикација за колоноскопија, не значи самата процедура, бидејќи ќе биде пациентката со анестезија, нема да биде болна, нема да осети ништо, едноставно ќе има после интервенцијата само чувство на подуеност на стомакот и гасови, ама тоа е така затоа што во текот на процедурата додаваме воздух за да ги расшириме цревата и нормално тој воздух, дел од него ќе остане во цревата, кој што потоа во текот на денот ќе се испразни, така да пациентката да си биде мирна. Значи во денешно време колоноскопија и гастроскопија се рутински ендоскопски методи за кои што не треба хоспитализација, се прават во амбулантски услови и нема после тоа да има никакви реперкусии. Дента само може да има чувство на гасови и толку. Ама дефинитивната дијагноза ќе се постави со колоноскопија. Така, да, што друго и да правиме и да испитуваме, нема целосен приказ да се добие така. Така, може знаете, само ако да порано мислевме дека мажите повеќе страдаат со проблеми со дебелото црево, сега веќе голем дел и од женската популација може да слушнете дека има некаков проблем. Веќе не постојат правила. Да. И за возрастната група не постои правила, единствено оние што имаат фамилиарна предиспозиција, односно што имаат во фамилија татко, мајка, брат, сестра со карцином на дебело црево, тогаш колоноскопијата треба да ја прават на по рана возраст, значи пред 45 годишната возраст. Така. И сега е веќе добро што имате избор, дали со анестезија или пак ќе направите нели обична колоноскопија, така да останува изборот на самиот пациент, меѓутоа кога е препорачано, не значи дека ќе се најде некој проблем. Така, така? Така, не мора да значи, значи, каква е состојбата, па и ќе се интервенира во моментот, можеби, така, има можности. Може да биде наодот сосема во ред и тогаш и докторот кој што ја прегледал пациентката ќе знае дали ќе оди со пробиотици, со каков тип на лекови ќе оди, ама ќе се бидат и пациентот и докторот сигурни дека е се во ред. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Да, ве слушаме, повелете. Проблем имам со гастритис. И најдена ми е била на течност и ме интересира како тоа може да се отстрани. Значи, подолго време го имам проблем. Малку не успеваме јасно и чисто да ве слушнеме. Гастритис се рековте, така дека? Да, гастритис подолго време имам проблем со ерозија. Добро, доктор Билјана, убаво слушнавте? Да. Добро, ви благодариме за јавувањето, еве слушнете го и советот. Кај пациентите со гастрит, бидејќи пациентот каже дека има ерозија, најверојатно е направена веќе гастроскопија, кое што ни покажува дека се работи нели за органско оштетување на слузницата на желудникот. Значи тоа е воспалителен процес на самата слузница, кое што може да доведе и до ерозија. Тоа се ситни ранички на самата слузница, кои што, освен што ќе даваат болка, значи пациентот ќе има болка, може да ги има сите симптоми на диспепсија, може да има и микрокрварење, односно да има темна столица, крв во столицата, најчесто мелена може да се јави. Треба да се почне прво со начинот на исхрана. Значи да се внимава многу на исхраната кај пациентот, да се јадат почести оброци, помали оброци, да не се внесуваат таблети за болки, да се избегнуваат нестероидните антиреуматици колку може, потоа да се земаат лекарства кои што ќе прават заштита на желудникот. Сигурно е препорачано да се пие одреден лек кој што би ги олеснувал симптомите. Гастритот исто така е состојба која што може да се лечи, но треба контрола, лекарска контрола да се има и да се направи повторно гастроскопија за да се види дали од тој тип на лек имаме подобрување или немаме подобрување, затоа што имаме избор. Ако тој не делува, ќе дадеме друг тип на лек. Секој пациент си е различен. Тоа е индивидуално. Мојата препорака е да се јаде или повеќе пати во денот по помалце, да не се легнува веднашка после јадење,
наутро кафе да ни се пие. Нагладно не кафе, така? Макар едно залче, нешто што и да е да внесеме, така па потоа. Така, да има нешто во желудникот и навечер да не се легнува најаден. Да се избегнува пржена, лута, зачинета храна, алкохол, пушење, се фактори кои што треба да се избегнуваат. Да. И она што е многу битно, ако знаеме дека одредена храна или одредени состојки ни прават проблеми, ама ни се убави и вкусни, па упорно ги јадеме, така? Треба да ги избегнуваме или макар да ги намалиме, па полека да се навикнеме дека ако имаме проблем, чувствуваме после такво јадење, едноставно да го исфрлиме од менито на исхрана. Треба да се избегнува во секој случај, затоа што одреден тип на храна кај одреден тип на луѓе прави проблем, кај друг не. Така да ние никогаш не се врзуваме, ова нема да јадеш, може кај некои луѓе зелката ќе прави проблем или леќата, кај други не прави. Кај некој гравот прави подувување на стомакот, други го јадат без проблем. Она што ни смета треба да се избегнува, а ако сгрешиме да си каснеме или кога сакаме нешто така, па има таблетка, ќе си се напиеме. Па ќе ја облажиме, ама да не оставаме тие симптоми така долго време да обстојуваат. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Добро утро. Добро утро. Едно прашање ќе ме молам до докторката. Секако, повелете. Може. 6 месеци или 7 имам проблем со желудникот. Правев гастроскопија, беше се во ред. После, по предлог на докторката, болките не престануваа, правев и компјутер на абдомен и тоа беше во ред, али болките и понатаму се стојат. Никако скоро ден нема без болка. Пијам редовно апчиња, сега моментално пијам рамеп од 20 милиграми, али болките си стоат. Многу реко пазам на исхраната, ама болката никако не престанува. И не знам што да преземем, што би ми предложиле. А каква ви е таа болка? Каде најчесто? Треба тоа да го прашаме дополнително? Точно под лажичката што велиме. Така. Точно там. Добро, ви благодариме врз основа на ова. Што може друго дополнително како исследување да се направи? Така. Која е препораката? Докторката препорачала се направи компјутер затоа што болката во лажичката може да биде болка и од други органи. Тоа е најчесто место на средина на стомакот, значи во горниот дел на стомакот, каде што може да проектира болка и жолчното кесе. Може и црниот дроб, тенкото црево, панкреасот се наоѓа тука. Поради тоа било препорачено да се направи и компјутер. Чим бил компјутерот во ред, тогаш гастроскопијата кажува дека била во ред. Сега во моментот господјата кажа дека пие рамеп, па нема да може да се направи исследување за хеликобактер. Не знам дали е направено тоа исследување, сепак треба и тоа да се направи. И доколку се примаат лекови, затоа што мислам дека рече 70 години, може се примаат и лекови, кардиолошки лекови, антиреуматици, па кои што можат или кортикостероиди да делуваат на желудникот, односно да се појават тие симптоми. Дел од тие лекови не смееме да ги прекинеме, тоа е хронична терапија. Може евентуално да се додаде друг тип на лек за навечер. Постојат и антациди кои што ја намалуваат желудичната киселина или H2 блокатори за навечер, за да може да се улеснат симптомите кај пациентката. Пробиотиците исто така доаѓаат во предвид. Тие антациди сега се ги има и како таблетки, како гелчиња, за директна употреба ги има, па можат и тие да се пробаат, дали ќе има ефект. Така. Мора да се најде начин како да се ублажи оваа состојба, бидејќи секојдневна болка така во текот на денот не е едноставно и лесно. Така, го нарушува, или како што кажавте на почетокот, квалитетот на живот, и ако може, нели, стресот да се избегнува колку може, затоа што самиот стрес доведува до зголемено влачење на желудечна киселина и тоа сепак ја нагризува слузницата. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас.
Добар ден. Повелете. Вие сте, да. Поздрав до докторката и до Ви водителката. благодариме. Ако може едно прашање за докторката. Јас подолго време имам проблеми со желудникот и со органите за варење. Имав предно 15 години полип ми го извадија и од тогаш си правам на 3-4 години гастроскопија. Дали е тоа во ред или не знам ќе каже докторката. И подолго време пијам лекови, имам и гастритис и нолпаза. Дали е штетно долго време да се пие или треба да се замени, пошто слушнав дека нолпазата не била корисна, мислам штетна е долго време да се пие тоа, ако може да ме одговори. Добро, да. Ви благодариме за јавувањето. Ете така, препаратите за заштита на желудникот кога веќе примате лекови. Убаво се надоврзавме и на прашањето и гастроскопијата. 4 години е брзо или доволно време да се направи одредена проверка? Или само по индикации треба да се прави? Вака, бидејќи пациентката имала полип, препораките сега треба да се прави гастроскопија на 3 години. Така да 4 години веќе е период кога треба да се направи, затоа што претпоставуваме дека еднаш кога се јавил полип, дека може повторно да се јави и нели не сакаме тој полип да премине во карцином, па поради тоа потребно е да се прават гастроскопии на 3 години. Исто важи и за колоноскопијата. Доколку пациентот има полип во дебелото црево и во зависност од наодот патохистолошки, може да биде значи на 3 години колоноскопијата или да биде порано. Така да 3 години е оптимален период. Долготрајната употреба на препаратите инхибитори на протонска пумпа, како што е нолпазата, доведува до намалување на лачење на желудечна киселина и може да доведе до намалување на функцијата на тие париетални клетки во желудникот кои што создаваат киселина и да доведат тие да се изгубат функцијата, а и структурата, односно да настане нивна атрофија, па подоцна кај тие луѓе да настане и атрофичен гастрит. Тоа е друг тип на гастрит кој што може да настане поради долготрајна употреба на ваков тип на лекови. Така. Колку време да се користи како заштита на желудникот? По препорака е на лекарот, така, а не во неограничено време. Така би требало? Да. Доколку се работи за гастрит, има точно препораки од 4 до 8 недели. Исто кај гастроезофагијалната рефлуксна болест, 4 до 8 недели. Кај пациентите кои што имаат повеќе коморбидитети, постари пациенти, како што кажав, кои што се на кардиолошка терапија, реуматолошка терапија, тогаш може и подолготрајна, значи дури и доживотна употреба на инхибитори на протонска пумпа, но во помали дози. Значи да не биде максималната доза, него да биде како доза на одржување во помали дози секојдневно. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме понатаму со разговорот. Чести се проблемите со желудникот кај популацијата, но еве да се вратиме на симптомите. Оние кои што ги набројавте, ако неколку од овие симптоми обстојуваат подолго време и колку време, треба ли задолжително да побараме лекарска помош, бидејќи голем дел од популацијата се мачи секојдневно со вакво нешто, а едноставно не се обратиле на лекар? Да, симптомите ако траат повеќе од 3 месеци, 6 месеци, треба секако да се побара лекарска помош. Некои пациенти заради овие симптоми не се јавуваат на лекар, но повеќето од нив треба да се јават на лекар и треба да се направат понатамошни доиследувања. Првично земаме детална анамнеза, се почнува нели со прегледот кај пациентот, потоа се прават лабораториски исследувања, секако стандардната лабораториска анализа, ЦРП кој не е маркер за воспаление, може да го направиме и секако испитување за Helicobacter pylori, која што бактерија доколку е присутна, секогаш треба да ја лекуваме, односно да се прави нејзина ерадикација. Понатаму се пристапува кон ултразвучен преглед на стомакот, затоа што, нели како што кажав, булките во стомакот може да бидат и од други органи, да не бидат од желудникот. Ние ќе кажеме имам булка во лажичката, но сепак имаме сомнение дека може да е тоа и од друг проблем. Секогаш треба да се направи ултразвук на стомакот, а потоа се преминува кон
други доиследувања, тоа се ендоскопските процедури, односно гастроскопијата, кое што ние метода, како што кажав, со флексибилен апарат, гастроскоп се влегува преку устата во хранопроводот, желудникот и 12-палачното црево се гледа. Директно се има визуализација на екран, што се случува внатре, дали има оштетување на слузницата, дали има воспалителен процес, дали има органско заболување, кое што понатаму ќе се лекува и ќе се третира соодветно. Други доиследувања кои што можеме да ги правиме, може да обично со гастроскопијата може да имаме дефинитивната диагноза, но ако не се најде причината, тогаш може да се направи, не кажав дека Helicobacter pylori може да се испитува на неколку начини, може да се испитува преку крв, преку фецес или да се прави директен тест, тоа е ураза издишен тест, или во текот на гастроскопијата се прави кло тест, се зема парче од желудникот и на плочка директно се испитува и се добива резултат за 30 минути, дали постои инфекција со Helicobacter или не. Така, а важно е да се види дали станува збори за таа инфекција, меѓутоа бројни се можностите и во испитувањето, така и во диагнозата. Не значи дека кај секој пациент сето ова ќе биде, така? Применето како испитување. Во зависност од првичниот преглед, па лабораторијата, тестовите кои се прават, па нели следствено на тоа и што следува друго. Точно, и тапно се оди, како што каже пациентката, страв ми од колоноскопијата, никој не сакаме да правиме нити гастроскопија, нити колоноскопија, но тоа е единствениот начин да се видат дали се работи за органски проблеми. Сепак и типот на симптомите ни се многу важни, дали пациентот слабе, дали има анемија, дали има симптоми кои што би ни укажувале дека се работи за посериозна болест. Така би оделе и самите испитувања. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро, Добро утро, ви благодариме. Поготово на вашата гостинка, едно прашање до нејте. Секако, Како може мене желудецот не да ме боли, ме пече, како да имам огин во него. И што јадам, ништо не влегува, како топка ми е тука под лажичката, што вика она. Сакам да ми каже одошто може тоа да биде и како ја да го излекувам тоа. И половината ме стега, целата сум стегната како и градите дури. А сте биле на лекар, сте направиле ли некакво испитување, проверка, макар и со... Имав ја кила на желудецот, ама од порано, како млада кога бев. Меѓутоа сега ептен ме стиснува, не можам да дишам дури. Толку ви благодарам. Добро, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Од каде да почне гледачката со прегледите? Кај гледачката најпрво треба лабораториски анализи да се направат и да се направи ехо, односно ултразвук на стомакот, доколку исклучиме дека се работи за проблем со жолчното кесе, тогаш потребно е да се направи гастроскопија. Сите ја избегнуваме гастроскопијата, евентуално може да се направи и рентген на желудникот со бариумова каша, па да се види и актот на голтање и актот на празнење на желудникот, нели контенкот од црево, како е самиот акт на празнење, дали е соодветен или сепак останува во желудникот. Тоа со текот на годините може и самиот нервен систем да не функционира нели како што треба. Едноставно и мала количина на храна која што ќе ја примиме, луѓето да ја осеќаат како топка на средина и да имаат чувство дека им стои. Со тоа што кажа дека ја гори, тоа може да биде и симптом на гастроезофагијална рефлуксна болест. Сепак ние може да претпоставиме во однос на симптомите дали се работи за тоа и да се даде соодветна терапија, но најсигурен метод е гастроскопијата. Ако ја има направено, тогаш со тие резултати, во зависност и пред колку години било гастроскопијата, ако е поминато повеќе од 5-10 години, треба повторно да се направи.
во зависност од тие резултати, кај докторот, докторката да се јави и ќе се препорачаат соодветни исследувања. Така да. На самиот крај сме, некогаш може да дојде до преклопување на симптомите на диспепсија или лошото варење со гастрит, со нервозно дебело црево, герб, што ја споменавте, нели, како кратенка, јас ја кажувам дека е малку покомплициран терминот. Во секој случај, ако почувствуваме вакви проблеми, мораме да направиме соодветни испитувања, да внимаваме малку во исхраната и која би била препораката со оние кои што се жалат постојано на проблеми со желудникот. Препораката е дека промените во животниот стил прво, потоа начинот на исхрана, потоа се тука лекарствата. Значи, постојат повеќе групи на лекови кои што може да ни делуваат позитивно, како на лекување на гастритот, на гастроезофагијалната рефлуксна болест, затоа што долготрајното траење на симптомите значи дека има некој проблем. Така може да се даваат и антациди, тие намалуваат ја неутрализираат желудичната киселина. Другиве лекови, инхибиторите на протонска пумпа и H2 блокаторите, тие намалуваат желудичната киселина. Може да се даваат прокинетици, тоа се лекови кои што ќе го овозможат празнењето на желудникот да биде полесно. Да го поттикнеме, така да се поттикне на тој начин. Така. Да. Кај некои пациенти може да дадеме и трициклични антидепресиви, нели, кај помладите кои што сме малце поактивни, па да се смири нервниот систем. Да. Терапија постои, така само навреме, така да се обратиме, да се знае причината. Кај помладите може и да не ја најдеме причината, па да кажеме дека се работи за функционална диспепсија. Кај оние пациенти кај кои што ќе ја најдеме причината, соодветно ќе се лекува. Така да. Ви благодарам бидејќи сме на самиот крај за гостувањето. Секогаш има многу теми така кои што фаќаат дел од гастроинтестиналниот тракт. Во некоја следна прилика ќе зборуваме и за некој друг проблем, како навреме да се побара помош и да се реши истиот. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.